Од факултетските клупи до еден од најгласните пратеници во собранието, сега во втор обид да стане прва жена председател на Македонија. Гордана Силјановска-Давкова со ветување дека ќе биде председател меѓу народот, повторно ја бара поддршката од македонските граѓани. Ветувам дека, доколку станам председателка, моите кандидати ќе бидат најдобрите во Уставниот суд, најдобрите во Судскиот совет, дека амбасадорите ќе се регрутираат врз основа на компетентност и стручност, а не врз партиска блискост. Не треба да се зачудите ако ме видите на протест со маргинализирани групи во првиот ред. Не треба да се зачудите ако во парламентот, пред ако има потреба од вето, кажам дека дајте да се усогласиме овде. Силјановска својот мандат во собранието го искористи да укаже на проблемите кои доаѓаат со новиот кривичен законник, кој веднаш го потпиша нејзиниот ривал Стево Пендаровски. Ова мене ми личи на прејудицирана амнестија за потенцијалните сторители, може би нивните имиња и презимиња не ги знаеме уште, меѓутоа областите каде што се случуваат овие дела, институциите, фондовите и така натамо, секој ден ги слушаме. Иако веќе не можеме да ги запомниме, колешке, се срамам што сум правничка. На власта и кажа дека влегува со глава во зид во однос на уставните измени со цел внесување на бугарите, порача дека отпочнувањето на целиот процес во собранието без национален консензус е целосно нелогично. Со реторика ЕУ, љубов моја, ЕУ, про ЕУ, фронт за ЕУ, не се оди во ЕУ. Не, во ЕУ се оди со стандарди во сите области. Силјановска-Давкова во текот на минативе години беше гласен критичар на сите погрешни политики на власта. Од правен аспект говореше дека со промената на името на државата по неуспешниот референдум била прекршена волјата на граѓаните. Уставот беше сменет наспроти неуспешниот референдум. И каков сака нека го именуваат референдумот. Задолжителен, консултативен, иако е многу чудно да ме консултирате откако ќе склучите еден договор, тоа е со здрав разум се коси, значи мора да бидеме, да знаеме дека Со самиот влез во изборната трка Силјановска-Давкова стана мета на навреди од страна на членството на СДСМ, но и од самиот Стево Пендаровски, кој на митинзите целосно го прекрши кодексот за фери демократски избори и почитување на против кандидатите, кој пред стартот на кампањата го потпиша во ДИК. Силјановска-Давкова ветува дека ако победи ќе ја врати почитта на позицијата председател на државата, а за разлика од сегашниот немало да води никакви преговори со странците без согласност од сите. Најави и дека ќе биде коректор на централната власт и нејзин критичар, ако тоа е потребно. Никогаш нема да одам на преговори. Никогаш нема да разговарам за Македонија. Никогаш нема да разговарам за устав. Предходно да се договорам со владата и со собранието за тоа. Силјановска-Давкова во 2019 беше поразена од Стево Пендаровски со само 4000 гласа разлика во првиот круг и помалку од 60.000 во вториот. Таа покрај долгогодишен професор на правниот факултет беше и министер без ресор во првата политичка влада по самостојноста на Македонија.